А за каков бетон идентитет зборуваме кога целокупниот институционален идентитет нас ни е поништа? Се плаши, вчера го гледам, се поти, преврту очи, препелка да каже како луѓево зборуваат, на каков јазик зборуваат. Страв му е, вика, сакаш да ме скараш со грците. А тоа што... Јас колку што знам, во Овчаране се пее, се игра на македонска песна и се збори на македонски јазик. Тешко ли е толку тоа да се каже, да се изусти од човекот кој што го плаќа македонскиот народ, за да земе плата, за да мести тендери, за да дели аванти од 5 до 15% во еден ресторан недалеко од овде. Толку ли му беше тешко тоа да го каже, да го изусти? Го гледам, се препелка, се поти, никако не сака да каже пусти. Тука доаѓаше во Ново Село, пред локалните избори, пред предвремените парламентарни избори во 2016-та, во Босилово. Се сеќавате кога ветуваше рудник, каков рудник, ништо тоа нема, тоа е зло, нема ништо да се прави и така натаму. За да денеска доаѓа истиот тој човек, го гледаме, до душа не пречекам баш така, како што очекуваше дека ќе биде пречекан со овации, напротив, со свирежи и со негодување, да не убедува дека тоа што го кажувал, уствари не го кажувал, дека ние сме сонувале, дека всушност сега тоа све било добро, дека не било проблематика. Тоа ли е истиот човек? За какви двојни стандарди зборуваме? Такво нешто ни Минхаузен на времето не можел да си го замисли, а камоли па некој посериозен лик. Истиот тој човек не убедува пред 1,5 година, пред 2,5 години, пред 2 години, дека тоа не чини, за да денеска го видиме како истиот тој човек седи пред луѓето и не убедува дека тоа е спасот, дека завршено е, дека се е супер и дека нема да има никаков проблем за населението. Кога лажеше? Тогаш или сега лаже? Или ќе одговори во негов стил, и тогаш не лажал, ама и сега не лаже. Како е така? Или тогаш лажеше, или сега. Јас ќе ви кажам кога лажеше. Лажеше и тогаш, и сега лаже. Зашто? Затоа што за пари се работи. Некој купил веќе камиони подготвени да вртат во Сојузник. Некој купил камиони да вртат. Се работи за пари. Јас себе ви ветувам дека ние, како ВМРО ДПМН, како политичка партија, нема никогаш да поддржиме нешто што ќе биде спротивно од волјата на граѓаните не само во Ново Село и Босилово, туку насекаде во Република Македонија.